Нова тема, впрочем, цел блок кој што го посветуваме на цените, на тоа колку пари даваме за да преживееме и снабдиме се што ни е неопходно за месецот. Новогодишна потрошувачка кошничка, акцијски продажби, онлайн пазарење, организацијата на потрошувачи изминатиот период со полни раце работа со единствена цел да ги заштити потрошувачите кои што на онаков или оваков начин се злоупотребени од трговците. Трговските центри и продавниците изминатиот период се облепени, односно нивните излози се облепени со оние акцијски продажби. Дали станува збор за вистински попусти или уште еден маркетиншки трик? На сите овие прашања одговори бараме од нашата соговорничка. Велам добро утро за Татјана Тасовска, правен советник во Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Пред да проговориме за она што го споменав во однос на акцијските продажби, не можеме да ни прашам. Имавме есенска потрошувачка кошничка, новогодишна кошничка. Граѓаните имаа различни ставови во однос на ефектите од истата, но каков беше во пракса и каков е впечатокот на Организацијата на потрошувачи во однос на успехот на истите? Така, значи ова беше мерка, не можеме да ја кажеме ни дека беше немаше одлука на владата, туку беше договорено помеѓу владата и бизнис секторот за прв пат компаниите да покажат општествена одговорност, односно сами да ги намалат договорените цени. Има различни ставови од граѓаните, некои велат дека имало минимални попусти, некои не, некои велеа дека се намалиле цените на производите кои што биле во самата кошница, меѓутоа за сметка на тоа се зголемиле другите цени во маркетите, така да не се многу задоволни граѓаните од сето ова и сметаат дека не заштедиле многу на новогодишната кошничка која што во изминатиот период беше актуелна. И ако Татјана во моментов поидеме во било кој од трговските центри во главниот град или секаде низ државата, ќе ги забележиме излозите облепени со оние акцијски продажби. И сега оно што најмногу ни интересира, бидејќи се генерално во овој период од годината, имаме ли вистински акцијски продажби? Во принцип, вие ќе видите залепени излози со акцијски продажби во текот на целата година. Ако во минатото тоа беше распродажба, сега стои акцијска продажба, бидејќи во законот сега строго е дефинирано во кој период може да има распродажба, сега трговците повторно нели за маркетинг се свртеа кон акцијската продажба која што може да трае 30 дена, така да они постојано си ги менуваат тие надписи. Не се многу реални попустите, бидејќи ако влезете во било која продавница, нема да забележите многу намалување на цени или во некој ќош ќе видите каде се тие производи кои што се намалени, меѓутоа во поголем дел од продавниците сепак цените се високи. Или стои нова роба, а нели акцијската продажба е на ќошот. Научија ли граѓаните да ги препознаваат, што е најважно? Ова е тема на која што изминативе десетина години активно говориме. Мислам дека научија да ги препознаваат, меѓутоа сепак кога некои од големите, да речам, и познати брендови како Zara и ќе најави дека има попусти, мислам дека се прави гужва и дека постојано има граѓани, иако можеби се свесни дека нема големи попусти, сепак сметаат дека можеби нешто ќе си најдат. Како да го препознаат вистинскиот попуст? Ова е веројатно клучното прашање. Треба секогаш нели единствено можеме да го препознаеме вистинскиот попуст ако нешто ни се допаѓало, па претходно сме ја гледале цената, па ќе видиме дека сега на вистина е намалена. Иначе во спротивно таму ќе стои попуст, меѓутоа ние не знаеме дали тоа 30 дена претходно би имало пониска цена или била истата цена или ова е сега повисока цена, меѓутоа затоа тука треба да се натерани инспекторите, значи Државниот пазарен инспекторат има ингеренции да ги контролира, да го контролира ова, бидејќи они мора да имаат пониска цена, ако веќе најавуваат пониска цена, треба 30 дена претходно да била повисока, па сега да е намалена цената, а тоа инспекторите може да го констатираат. Некои од граѓаните омилените производи ги набавуваат за тоа што ќе појдат до продавницата, голем дел
онлайн, бидејќи тоа е тренд од последниве години, го покажуваат и статистиките на Асоциацијата за и-трговија. Она што сакам да го продискутираме наредниве минути е платформата Тему, која што е апсолутен хит и која што граѓаните максимално ја користат. Нивен избор е тоа што ќе го пронетат и ќе го купат, но дадовте своевидно предупредување изминативе денови во однос на внимателноста на тоа што ќе се купи. Во принцип, да. Масовно се купува на Тему, го гледам тоа, го пратам. До сега, оно што можам да го прочитам е дека граѓаните се задоволни од производите кои ги добиваат. Морам да признам дека ќерка ми имаше нарачано поплаки во организацијата? Меѓутоа, поплаки нема, сем на поштите кои што споро ги доставуваат или не можат да си ги најдат предметите кои што се доставени. Меѓутоа, предупредувањето е во однос на тоа дека граѓаните треба да се свесни дека купуваат производи на странска платформа. Да, таму има постапки, доколку не ви стигне производот, може да си поварате да ви ги вратат парите и така натаму, меѓутоа тоа е сепак странска компанија, односно ако сакате да покренете постапка за да си ги остварите своите права како потрошувач во рамките на македонските закони, тоа не можете да го направите бидејќи компанијата не е регистрирана по нашите закони. Не може да го направат ниту со домашни трговци онлайн кои што не се регистрирани. Не можат нити со домашни онлайн трговци, посебно оние што нудат роба на социјалните мрежи, бидејќи тоа се пак физички лица, односно граѓаните кои купуваат производи од овие платформи, AliExpress, Temu и така натаму, па потоа си ги продаваат. Расте ли бројот на поплаки, бидејќи зборуваме за тоа дали знаат да препознаат кога се злоупотребени потрошувачите? Тоа го правиме и јавно говориме со цел да ја подигнеме свеста и сега ако ја подигнуваме свеста, од друга страна, дали се охрабруваат да пријават? Расте ли бројот на поплаки? Од оно што можам да го забележам, бидејќи сега ја правев статистиката за минатата година, бројките се тука негде. Значи, можам да кажам дека нити расте, нити се намалува. Од друга страна, некаде околу 1620 поплаки има во изминатата 2024 година. Има, значи, граѓаните си ги знаат правата, меѓутоа не можат, понекогаш и не ги знаат, значи се јавуваат кај нас и само за информација како да постапат во одредени случаи, но има и моменти кога си ги знаат, меѓутоа не можат сами да си ги решат, па се јавуваат да прашаат како и на кој начин да ги остварат. Како да ги научиме трговците на правилата на игра, да ги почитуваат? Трговците ги знаат правилата на игра. Ги почитуваат ли? Меѓутоа не ги почитуваат, затоа што им одговара повеќе да не ги почитуваат и најчесто се случува да и оно што законски му следува на потрошувачот не биде остварено од страна на трговецот, па потоа кога ќе се јават кај нас, па ќе ги предупредиме, ја завршуваат работата, меѓутоа сакаат да се протнат на мала врата, ако може да не го оствари потрошувачот правото. И па ако меѓу другото нешто треба да ги научи потрошувачите трговците да ги почитуваат правилата на игра е законот за нефер трговска пракса. Од 28 септември го имаме на сила, но од почетокот на годинава се применуваат и казните за негово непочитување. КЗК до сега според информациите има оформено околу 50 предмети за непочитување на трговската пракса. Оно што ме интересира е каков е впечатокот со овие стартни 50 предмети. Спроведувањето во пракса, дали ќе ги заштити тоа купувачите? Имаме ли надеж? Во принцип, нели веќе споменавте, овој закон е посредно се однесува на потрошувачите, бидејќи се однесува на бизнисот, тоа е помеѓу добавувачите и трговците. Меѓутоа се надевам, бидејќи веќе почнале да се изрекуваат казни, дека на некој начин трговците ќе почнат да го применуваат овој закон и тоа ќе се одрази на цените на прехранбените производи, како што зборуваат во моментот граѓаните, сега се уште немаме некои значајни поместувања во цените на прехранбените производи во овој период, што значи дека можеби иднината ќе покаже. Некои од маркетите најавија дека ќе ги имаат дел од производите замрзнати во наредните 6 месеци, да видиме и тоа како ќе се покаже. Се надевам дека на некој начин ќе имаме пониски цени на прехранбените производи и тоа ќе влијае, односно ќе се одрази на џебот на граѓаните. Тогаш на што да внимаваат граѓаните кога ќе ги извадат своите паричници во продавница? На многу работи. Да, треба да внимаваат на многу работи, зависи каде, во која продавница, ако се прехранбени производи, нели на роковите, на квалитетот, меѓутоа и секако и на цените. Знаеме дека многу од граѓаните шетаат од маркет до маркет, ги бараат акциските
продажби бараат намалени производи за да можат да го истераат месецот. Се надеваме дека ќе се намалат реално цените. Во другите продавници каде што има акциски продажби исто така да не се залетуваат граѓаните, првенствено да внимаваат на квалитетот, бидејќи нели понекогаш на тие акциски продажби се протуркуваат и производи кои што имаат помал квалитет. Темата секако останува актуелна и отворена, ќе ја дискутираме и ќе се гледаме во периодот кој што следува. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам и на вас на поканата, секогаш сме отворени за соработка, ако има актуелни теми, ќе ги дискутираме секако. И сега се поставува прашањето што од се во ово што го говоревме изминативе 10 минути можеме да се го дозволиме или колку пари ни треба да преживееме во текот на месецот. За 391 ден разголемена синдикалната кошничка споредба со декември, вкупната вредност на истата за една година е зголемена за 10%.